Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Македонија доживеа тотален дебакл и трајно нарушување на преговарачките позиции со Бугарија заради ненародната и неспособна власт предводена од СДСМ и ДУИ. Владата на СДСМ и ДУИ обвинува за хибриден напад, но не кажува зошто дозволила тој да се случи и зошто не бил спречен. Што точно подразбираат Османи и Маричич под хибриден напад во државата? Доколку навистина имало напад врз државата, доколку како што вели и Османи, имало хибриден напад, тогаш и тој, и Маричич, и Ковачевски мора да имаат одговорност, бидејќи истиот не бил спречен на време и државата била нападната. Дали владата на Ковачевски прави дефокус од одговорноста за продажбата на државните интереси? Оваа власт континуирано го применува принципот сите други се виновни, само ние не. На Димитар Ковачевски за тоталниот неуспех во преговорите и неуспехот во распродажбата на државните интереси му се виновни експертите и граѓаните. На Бујар Османи и Бојан Маричич им е виновен хибридниот напад врз државата. СДСМ треба да знае дека најголемиот виновник за состојбите во кои се наоѓа Македонија е токму владата на Ковачевски. Најголемиот хибриден напад кој се случува на државата е токму владата на СДСМ и ДУИ предводена од Ковачевски. Вчера и Османи и Маричич јавно признаа дека ја лажале целокупната македонска јавност, дека го немале видено и разгледано францускиот предлог. Токму вчера излеза на виделина она кое што со денови го потенцираме, дека Ковачевски, Османи и Маричич го преговарале и договарале овој штетен предлог за Македонија повеќе од 6 месеци, кои на крај го прифатиле, за подоцна да се повлечат поради притисокот на ВМРО, ДПМН и граѓаните. Целиот план на Ковачевски, Османи и Маричич им бил преку блицкриг предлогот веднаш да помине во Бугарското собрание, што е одолговлечено поради оставката на бугарската влада, а потоа и блицкриг операција за поминување на овој предлог во Македонија, преку креирање на еуфорија за почеток на преговорите. Одговорност за овој целосен дебакл во процесот за преговори со Европската Унија мора да има и за Ковачевски, и за Бујар Османи, и за Бојан Маричич. Одговорност и оставки за оваа трајна штета во преговарачкиот процес. Затоа, изборите се единствено решение. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам прашање кое што пристигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Се најавува ново покачување на цената на струјата преку нов модел кој го утврдува регулаторна комисија за енергетика. Кој е вашиот став за ова? Точно, граѓаните ги очекува нов ценовен шок од владата како награда, ќе следи драстично зголемување на цената на струјата за над 20%. И тоа е резултат на неспособноста на власта која наместо за тендери изминативе години во РЕК Битола требаше да врши ископ на јаглен и да произведува електрична енергија. И цената за вакво неодговорно однесување денес ќе го плаќаме ние граѓаните со енормно високи сметки за струја, а при тоа во една ваква ситуација владата континуирано се противи на покачување на платите на работниците и затоа велиме дека се потребни промени, затоа што навистина е премногу. Ви благодарам.